Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, овој денешен настан представува уште една можност ние како Министерство за внатрешни работи, заедно со нашите партнери од Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, да ја демонстрираме нашата докажана и плодна повеќегодишна соработка со единствена цел подобрување на безбедноста во сообраќајот. Покрај многуте претходни примери на партнерство, денеска го официализираме и ова примопредавање на опрема вредна над 7,3 милиони денари, која се состои од 12 мотоцикли Piaggio Beverly, целосно опремени за потребите на сообраќајната полиција, што нашите пријатели од Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денеска ја врачуваат на користење. И како што веќе споменав, ова е, би рекол, само дел од сето она што го представува нашето партнерско портфолио насочено кон остварување на јасно дефинираната заедничка цел, градење и унапредување на севкупните безбедносни сообраќајни стандарди. Сето тоа преку континуирано заедничко делување во сите сегменти од областа на сообраќајот, почнувајќи од превенцијата, потоа развојот на сообраќајната култура, преку сообраќајната едукација, па се до координираниот партнерски пристап при креирањето и подобрување на нормативните и стручни механизми за уште поквалитетни законски решенија во областа на сообраќајот и сообраќајната безбедност. Таквото заедништво навистина представува едно крајно позитивен и важен пример за тоа како и на кој начин меѓуинституционалната соработка може и треба да се реализира и развива во конкретниот случај во интерес на сите чинители и учесници во сообраќајот. Секако како примарен мотив останува фактот дека тежнееме и работиме во насока напред се значено елиминирање на причините и последиците од сообраќајните несреќи и се разбира генерално кон ефикасно и квалитетно надминување на сите предизвици што пред нас ги поставува динамичната, а економски исклучително важна област сообраќајот. Се разбира, пред нас се уште има многу заедничка работа, но јас немам дилема дека продолжувајќи со интензивното темпо на соработка, ќе го задржиме континуитетот на понудата на соодветни и квалитетни решенија, суштествени за сите нивоа од сообраќајот. Дозволете да се заблагодарам во името на Министерството за внатрешни работи, на вработените, во моје лично име, на председателката и на членовите на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за исклучително плодна и успешна соработка во интерес на безбедноста на сообраќајот и секако благодарност до сите вас, медиумите и медиумските работници, кои што сте партнери во овој процес на градење на јавната свест во делот на безбедноста во сообраќајот. Благодарам. Почитувани, министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувани присутни и почитувани медиуми. Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи континуирано реализираат бројни заеднички активности и кампањи. Организираат стручни собери и актуелни теми од безбедноста во сообраќајот. Реализираат сообраќајно едукативни предавања и работилници. Заеднички изработуваат и дистрибуираат рекламен материјал и активно действуваат кај сите категории учесници во сообраќајот, а со цел унапредување на сообраќајната култура и безбедноста во сообраќајот на патиштата со постојана поддршка од медиумите. Соработката помеѓу Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи е наша заедничка цел и наша законска обврска. Искуството од минатите години покажа дека Републичкиот Совет за безбедност и Министерството за внатрешни работи се пример за позитивна и успешна меѓуинституционална соработка и поддршка која ќе продолжи и понатаму. Унапредувањето на работата на сообраќајната полиција и подобрувањето на нејзините капацитети
е од исклучителна важност за подобрување на безбедноста на патниот сообраќај. Примената на современата техничка опрема во процесот на управување и контрола на сообраќајот на патиштата значително ќе зголеми ефикасноста на работата на сообраќајната полиција и ќе го зголеми обемот и квалитетот на извршените контроли од страна на сообраќајната полиција. Согласно тоа и согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Републичкиот совет за безбедност дел од своите средства ги наменува за модернизација на опремата на сообраќајната полиција. Во таа насока, денес, во трајна собственост на Министерството за внатрешни работи, предаваме 12 мотоцикли со опрема и заштитна облека, кои ги набави Републичкиот совет за безбедност, а за кои Министерството за внатрешни работи ценеше дека ќе бидат потребни за унапредување на контролата на патниот сообраќај. Соработката помеѓу Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи ќе продолжи и во наредниот период. Во оваа прилика сакам да му се заблагодарам на министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски и останатите соработници од Министерството за внатрешни работи и да искажам уверување дека со ваква соработка и поддршка заеднички ќе успееме да ја издигнеме безбедноста на сообраќајот на патиштата на ниво на земјите членки на Европската Унија, што всушност представува наша заедничка цел и врвен приоритет. Ви благодарам. Согласно потребите, така ќе бидат и распределени, секако дека најголем приоритет ќе се даде на Скопје заради големината, фреквенцијата и така натаму и за потребите кои што ги имаат, меѓутоа ќе видиме согласно потребите и во другите сектори за внатрешни работи. Како ги коментирате објавите односно тврденијата на албанскиот медиум Ураник дека поштедува аудио снимки за вмешаност на високи политичари како и функционери во МВР во свет на дрога? Се што има, треба да се објави, да се достави, да направат се за да помогнат во истрагата и воопшто не ми е гајле дали се високи или ниски функционери. Треба да одговараат ако правиле криминал. Тоа е одлука на Министерството за образование и наука. И за таа работа во рамките на Министерството треба да се разговара како и на кој начин ќе продолжи процесот на настава. Доколку има ново, ќе бидат информирани. Нема сигурно да имаме информации нови, а да не ги соопштиме, да ги чуваме за нас. Значи, и за тој настан се утврдат сите факти, аргументи, докази и тој што го направил тој грозоморен чин ќе носи одговорност. Веројатно, едно е затекнување на вршење на кривично дело инфлагранти, второ е кога треба да направите истрага. Реков дека секогаш истрагите мора да завршат, да се утврдат сите факти и аргументи и докази, на основа на тоа да се поднесат кривичните пријави, да се носи одговорност. Така да, секојдневно имате настани за кои што ќе може да се реагира. Реакциите се оправдани во моменти кога не постапуваат службите, кога не постапуваат институциите и за кои што не се водат одредени постапки. Така да, ние нашата работа ќе продолжиме да ја работиме, секој нека си ја работи својата работа. МВР ќе биде подготвена до рокот кој што е предвиден.
Извинете, ја споделите информацијата дека е запленета голема количина на дрога. Минатата година ја оценивте како успешна. Голем дел од заплените од канабис потекнува токму од фабриките за производ на медицински канабис. Како оценувате надзорот во тие фабрики, со оглед дека голем дел од заплените? Да. Ја би рекол има дел што се од фабриките. За поголем дел станува збор за меѓународен транспорт, кој што се одвил од Албанија преко Република Северна Македонија и за некои од другите држави, Турција и така натаму. Меѓутоа тоа воопшто не е важно. Важно е токму тоа што вие го поставувате како прашање, тоа е суштината. Надзорот мора да се зајакне и не смее да има ниту најмала количина што може да биде злоупотребена токму од овие правни лица. Затоа сметам дека тука сите институции кои што се задолжени за надзор, Министерство за здравство, Малмет и така натаму, мора да ги зголемат човечките капацитети и да тој надзор се врши континуирано. Не да имаме надзор во моменти кога ние веќе имаме сознание за извршување на кривични дела и така натаму и така натаму. Надзорот треба да биде континуиран, се со цел да се смали просторот во кој што тие ќе може да делуваат на начин кој што не е легален, и второ, мора итно да се работи на одземање на лиценци на сите тие правни лица кои што не ги почитуваат законските правила и прописи. Јасен одговор во тој дел треба да има. Јас дадов изјава пред некој ден, само ќе ја повторам. Ова влада ќе обстои до 2024 година. И нема потреба да се разговара, да одговараме на романтизам на одредени политичари кои што на секои 2-3 месеци нудат некакво ново парламентарно мнозинство. Тој што има парламентарно мнозинство, оди во собрание и го покажува. Така да, тука нема дилема. Тие се легитимни демократски инструменти, нема нити јас, нити било кој од владата да ги коментира. Јас го кажувам мојот став и моето мислење дека ова влада не може да биде срушена со ново парламентарно мнозинство во собранието. На крајот, вие ќе цените и македонската јавност кој бил во право или не.